Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во училницата по македонски јазик за 9 одделение. Јас сум Костадинка Поповска, наставник по македонски јазик од Основното општинско училиште Лазо Ангеловски од Скопје. На овој час треба да учите да се запознаете со вкрстените рими. Целта на овој час е да научите сами да ги препознавате и да ги применувате во лирската поезија. Но пред да почнеме со изучување и објаснување на вкрстените рими, би сакала да ве потсетам прво за лириката како литературен род, кој е еден од најважните родови во поетската творба. Лириката како литературен род има три основни карактеристики. Тоа е емоционалноста, музикалноста и сликовитоста. Емоционалноста кај лириката се покажува тоа преку најразлични аудио и визуелни елементи. Исто така, музикалноста е карактеристична со тоа што римата е важен елемент да се покаже токму таа музикалност. Во поезијата римата, да повторам, представува еден од најважните елементи да се доловат сите овие карактеристики како што се сликовитоста, емоционалноста на поетската творба. Во 8 одделение, да ве потсетам, учевте рими според акцентот. Тоа беа машката рима, женската рима и дактилската рима. Во 9 одделение веќе изучувате рими според местото во строфата, па затоа велиме дека има паралелни рими, вкрстени рими и обгрлени рими. Да се потсетиме, паралелна рима е она кога се римуваат зборовите во првиот и вториот и третиот и четвртиот стих. Те љубам мој роден крај, за мене ти си сонуван рај. Или, пример, во првата строфа римата е крај, во втората е рај, пример, во третата е пее, во четвртата е смее. Сега дојдовме до вториот вид на рими, тоа е вкрстената рима. Вкрстената рима е таков вид на рима, каде што имаме звучно совпаѓање, кои се наоѓаат во првиот и третиот и вториот и четвртиот стих во строфата. И токму вака поставени во строфата римите се нарекуваат вкрстени рими. Пример, светот пол е со правда, но никој не ја знае. Таа во тебе страда, надвор од тебе не трае. Например, знае, трае се обележани со жолто, правда и страда се обележани со зелено. Се надевам дека со овие примери исто така научивте нешто повеќе за вкрстената рима. Токму затоа ќе ви зададам и домашна задача. Да напишете лирска песна со пейзажни елементи, каде што ќе употребите вкрстена рима, но исто така во самата пейзажна лирска песна да употребите голема музикалност, сликовитост и емоционалност. Ви благодарам.